Домородните жители на Бразил губат се повеќе од својата територија, како што им се смалува живеалиштето во амазонскиот регион. Многумина од бразилските индијанци заминаа да живеат во градовите. Но поради Олимписките игри го загубија и последното парче од територијата за кое тврдат дека им припаѓа. Пристапниот пат до еден од стадионите беше изграден на место на кое е нивниот селски музеј. Тоа за нив е света земја. Подоцна ќе се вратам повторно да го симнам знамето и да го запалам како ритуал, вели Урутау, најпознатиот индијанец во Рио. Властите во градот сакале да гурнат овој објект, но тоа не било правно издржано. Иако по завршувањето на Олимпијадата се планира музеот повторно да биде отворен, на индијанците нема да им биде дозволено да придонесат во тој чин. Ова е целосна дискриминација, ова не е геноцид, ова е етноцид. Урутау вели дека се обидува да го избрише срамот што е нанесен на неговите луѓе. Сака музеот да ја прикажува нивната историја, но сега тоа не е можно, зашто полицијата не му дозволува да влезе во објектот. Ова е исечок од документарниот филм под наслов Мора да сонуваме. Автор е фламандскиот документарист Дейвид Дерт. Тој со години ја следи битката на овие луѓе. Бил сведок како индијанците се противеле кога нивното село во близина на Маракана исчезна пред почетокот на фудбалскиот мундијал пред 2 години. На крајот биле протерани од тој дел. Немаше официјална наредба за протерување. Тој сакаше да го види документот и чекаше 24 часа качен на дрво, но никогаш не дочека да го види, вели Дерт. Сега мораат да живеат во фавела, каде што планираат да ја продолжат својата борба за опстанок. Тие не смеат да се откажат. Ова е филозофија на воин. Кога ќе го кажеш тоа веќе си изгубен и не си повеќе воин. Нивниот основен принцип е ќе ја добиеме оваа битка, иако е јасно дека битката е безнадежна. Во целата операција на властите, сепак овие луѓе успеале да сочуваат по нешто. Кога видов како полицијата ни ги зема лаковите, го направив ова. Морав да го сочувам овој. Веќе ни ги земаа другите. Но реков не, нема да можете да го земете и овој, вели Урутау. Во Рио де Жанеиро живеат околу 20.000 домородци. Процентуално, тие се малку во повеќе милионската метропола. Затоа главен предизвик им е голиот опстанок. Eu me sinto traído.